ви обелоденуваме еден од најголемите криминали во Македонија воопшто и најголем организиран криминал откриен до сега. Ќе ви презентираме истражување на наши сограѓани кои 2 години го работат тоа, наместо тоа да го работи основното јавно обвинителство. И ова најавуваме дека е прва од серија вакви пресконференции, во која што ќе обелоденуваме големи криминали, и сега го најавуваме финансискиот стечај на корпорацијата ДПМН. Документите, исти во овие документи ќе бидат објавени на веб страната на политичката партија Левица и сите граѓани ќе можат да бидат комплетно запознаени со сите случувања. Се почнува на 9.11.2011 година, кога на состанок помеѓу Никола Груевски и Димитар Петров, директорот на Регулаторна комисија за енергетика, Хаджимишев, директор на топлификација и Организацијата на потрошувачите, со намера да се вратат сите стари исклучени потрошувачи, лицето НГ добива идеја и таа ја реализира во 2012 година. Тоа е клучна година во која што има 3 настани. Состанок со Лебедев, тој е руски бизнисмен на Кипар, и формирање на БЕК истата година за 50.000 евра. Во јули 2012 година е усвоен криминален правилник од Регулаторната комисија за енергетика, во која што се спроведени одредби спротивно на 6 закони и Уставот на Република Македонија. Истата година, 2012, се поставени 4 суди од 5-те од во Уставен суд, за кои што протестираше шарената револуција. Тука го имаме шемата на како се формирани компаниите. Значи, начело е Леонид Лебедев, кој што е сопственик на групата Синтез Груп, а заедно неговите фирми Битар Холдингс и Кардикор се основачи на БЕК, а Битар Холдинг е основач на ТЕТО. На истата адреса се регистрирани БЕК АД и ТЕТО. Дури БЕК АД во централен регистар го дава и мејлот на ТЕТО. Сето тоа е направено како байпас фирма за да се искористи моќта на топлификација и претпоставуваме дека криминалот е поради тоа што 30% од сметките се над реалните и тие пари се испумпуваат на приватни сметки во Кипар. И тоа за врхушката на ВМРО ДПМН. Овој случај веќе 2 години го се истражува, меѓутоа ниту една државна институција нема ништо направено за тоа. Голем криминал е направено и 2012 година, кога 3 лиценци се издадени на БЕК, и тоа на 31.12.2012 година, кога и во истиот ден се објавени во службен весник на Република Македонија, за да може веќе следниот ден од 1.1.2013 да издава фактури. Имаме дури 3 месеци искористување на личните податоци на 40.000 граѓани бесправно, бидејќи БЕК АД нема никаква правна и законска можност да ги користи нивните податоци. Значи, доколку имаме преслушувани 20.000 граѓани, тука имаме 40.000 податоци на граѓани кои се бесправно искористени. Би сакале да ги запрашаме господата од врхушката на ВМРО ДПМН, дали Димитар Петров, председател на Регулаторната комисија за енергетика, има плата од 3.000 евра, и дали истиот господин од локалниот комитет на ВМРО ДПМН при Кратово 1,5 година не беше реизбран, односно беше незаконски председател. Бидејќи главниот криминал е спроведен точно преку оваа комисија. Сакаме да ги прашаме господата од ВМРО ДПМН, дали 30% од цената на парното е над реалната и дали тие пари завршуваат во џебот на врхушката на истата партија. Следното прашање е дали долгот на БЕК кон топлификација е 18,5 милиони евра. И токму утре ќе се одржи и собранието на акционери на топлификација, во кое што предпоставуваме дека некој планира да го купи за да се заташка целиот овој криминал.
Сакаме да прашаме дали господата Димитар Кочовски, Христо Кировски и Методи Стојчев планираат да откупат Топлификација во нивно име или во име на врхушката на ВМРО ДПМН за да се зачува, за да се заташка овој криминал. На крај би сакал да кажам дека Левица стои како гарант дека нема да се повтори дилот помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски, кој што се направи 98 година и 2002 година за помилување на политичарите криминалци. Овој пат одиме до крај во гонењето на криминалците. Владимир спомна 60 милиони на почетокот, како е дојдено до тоа? Од прилика 30% од секој граѓанин, од секоја сметка е надреалната по некоја пресметка на стручни лица во кои што го истражуваат овој случај. И добар дел од сметките се надувани и кои што ги плаќаат, значи, градоначалниците и ги се директно буџетот на РМ. Еве имаме и табеларен приказ на кој што точно апелационен суд плаќа годишно помеѓу 100 и 200 илјади евра за парно грејење годишно. Значи само за 5 години апелациониот суд има платено 1 000 000 евра за сметка за грејење. Доколку добар дел од криминалот и од намерно недомакински работење на фирмите. Да не зборуваме за градинки, за школи и така натаму и други институции, каде што парите на граѓаните се испумпуваат од буџетите на општините и од буџетот на РМ. Значи веќе нема ни еден граѓанин кој што не е оштетен од оваа фирма.